Почитувани граѓани, почитувани новинари. Повод за денешната пресконференција е Светскиот ден на енергетска ефикасност, а тоа е добра прилика за да се подсетиме за клучните политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изминатиот период. Горди сме што на Светскиот ден на енергетска ефикасност може да се пофалиме со донесувањето на Законот за енергетска ефикасност и Законот за енергетика, како европски закони кои што пред се во интерес на граѓаните. Во изминатите 2,5 години, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија директно субвенционираше 3853 домакинства или 105 милиони 700 илјади денари за ПВЦ и 24 милиони денари за сончеви колектори, со што се обезбедија 2855 домакинства. Со овие два закони, кои што требаше да бидат донесени уште во 2014 година, се исполнуваат обврските кон енергетската заедница. Но, уште поважно, придобивките се за граѓаните и компаниите на кои законот им отвара можност за либерализација на пазарот на енергија по сопствен избор на снабдувачи со енергенси. Законот за енергетска ефикасност и енергетика овозможува зголемување на учеството на обновливи извори на енергија во вкупното производство на електрична енергија, при што владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе се посвети да ги поттикне граѓаните за поголемо искористување на сите расположливи потенцијали за производство на електрична енергија пред се од сонце, како и од ветер и вода. Потенцијалот на заштеда на енергија во областите на енергетска ефикасност во државата е поголем од вкупниот дефицит во производството на електрична енергија која што се покрива од увоз. Најголемиот предизвик на овој тим во СДСМ е зголемување на производството од обновливи извори на енергија. Нашите заложби за енергетска ефикасност се реални и видливи. Продолжуваме со понатамошната реализација на проекти кои што ќе значат заштеда за граѓаните, но и чиста, здрава животна средина.